Северна надвладеа и советниците на ВМРО ДПМНЕ свечените изјави ќе ги препрочитаат за седниците и сите донесени одлуки да бидат валидни. Советничката група на ВМРО ДПМНЕ заедно со коалицијата во однос на актот кој што беше донесен од страна на државниот инспектор за локална самоуправа донесе одлука или во координација реши да постапи согласно решението во делот на свечените изјави. Меѓутоа, ќе ги искористиме сите правни лекови и ќе ја тераме постапката да дозволиме надлежните институции да донесат мериторна одлука во врска со решението. Дали ова подразбира дека сите досегашни одлуки се невалидни и повторно ќе мора да се донесуваат? Не, седниците нема да се повторат на Советот, од причина што во диспозитивот на решението не е укажано дека треба да се повторат седниците, тоа го има во образложението, меѓутоа од причини што ние не се согласуваме со решението и од тие причини ќе бидат искористени сите правни лекови, посебно во делот на суштествени повреди на постапката на актот кој што претходел на постапката, тоа е направениот записник, утврдената фактичка состојба од страна на државниот инспектор за локална самоуправа и на крајот незаконската примена на материјалното право. Дадените заклетви без Северна за советниците од СДСМ беа причина тие да не учествуваат на седниците на Советот. Дали сега ќе го сменат мислењето, откако нивните колеги од ВМРО ќе прочитаат нови изјави? Свечената изјава е основ кој ни дава легалитет и легитимитет да донесуваме одлуки. Изјавата со која се врши грубо кршење на Уставот не може да произведе ниту легалитет, ниту легитимитет. Постапката за донесување на одлуките според нас мора да биде повторена. Изјави Маријана Рогожарска-Поповска, координатор на советничка група на СДСМ. Меѓутоа, единствената советничка на левица во Штипскиот совет нема намера да попушти пред Северна. Нема да учествувам на таа седница. Јас потпишав една изјава и немам намера да потпишувам друга. Се додека законот не се смени, таа изјава за мене е валидна, кажа Сенада Ибраимова. Што ова ќе значи за валидноста на советничкиот мандат и учеството на Ибраимова во Советот, веројатно повторно ќе треба да се изјасни Државниот инспекторат за локална самоуправа.